Добар ден, почитувани гледачи. Породувањето е најпосакуваниот чин за секој родител во светот. Токму за да се дојде до овој чин при кој се добива новородено здраво бебе или новороденче, многу важна и исклучително важна е подготовката токму на бремените жени. Токму ова издание на Фактор здравје го посветуваме на оние жени или на психофизичката состојба и подготовка на бремените жени. Психофизичката подготовка на бремените жени или школата за бремени жени е карактеристика и препознатливост на специјалната болница Плодност, која што воедно е ИВФ центар за асистирана хумана репродукција, не само во Битола, туку и од целата држава, но и од држави кои што се во регионот и подалеку од Македонија. Токму со помош на стручниот тим на Плодност Битола ќе го реализираме и денешното издание на Фактор здравје, во кој што веќе ја споменав темата и таа веќе можете да ја прочитате на вашите мали екрани. Оттаму денеска имаме исклучителна гостинка повторно како представник на Плодност од Битола, а тоа е главната медицинска сестра, господја Ребека Алексовска. Добар ден и срдечно добре дојде ви посакувам. Добар ден, добро ве најдов. Многу ми е драго што сте денеска со нас и што ќе зборуваме за нешто што е ваше пред се секојдневие, бидејќи контактирате секојдневно како со родилките, така и со вашите најмали пациенти уште од првиот момент од раѓањето. Посакувам убаво да се чувствувате, а она што е карактеристично за Плодност Битола е нивниот телефонски број 047 208 8080 и 208-881, како и нивната интернет страница plodnost.com.mk. Психофизичка подготовка на бремените жени е денешна тема во Фактор здравје и сите вие кои што од овој момент сте со нас ви посакувам срдечно добре дојде и пријатно чувство на фреквенцијата на Алфа телевизија и уште едно потсетување дека денешна ваша предсе гостинка е главната медицинска сестра во специјалната болница Плодност од Битола, господја Ребека Алексовска. Зборуваме денес за школата или онаа психофизичка подготовка на бремените жени што е ваше секојдневие споменав и карактеристика на Плодност веќе втора година поред, практично од кога постои оваа специјална болница. Од каде идејата токму за оваа школа и подготовка соодветна на бремените жени? Па идејата лично кај мене се роди тогаш во моментот кога бев на едукација во Австралија, во Сидне, Австралија, 2000 година, значи уште од тогаш, затоа што во болницата каде што бевме на едукација, од Македонија бевме 17 сестри и лекари. Во болницата каде што пристојувавме, King George Hospital, имаше таква школа за психофизичка припрема на трудници. Кај нас се уште беше непозната тема да кажам, да има таква припрема на трудниците, психофизичка припрема на трудниците и сите родилки кога идеа во болницата за раѓање, значи се породуваа без никаква припрема и со голем страф идеа. И многу прашања сигурно имале при тоа. Така, да. Она што го кажав, да, самото породување или чинот е најрадосниот момент за најголем дел од луѓето во светот, но за да се дојде до него, за да се добие здраво, новородено, бебенце, практично јасно е дека треба да се дојде до тој момент, односно подготовката е исклучително важна. Која е целта на оваа школа, практично, што ја спроведувате во Плодност? Целта на оваа школа е да се припремат трудниците психофизички, значи и психички, и физички, да се припремат за самиот чин на раѓање, да се припремат како родители, значи на почеток кога ќе станат родители веќе, да знаат како треба мајките, значи да си го дојат своето новородено и како да го прифатат. Им даваме разни совети на мајките за тоа како да го одгледуваат новороденото и како понатаму да справат со предизвикот сигурно. Да извршуваат нега, тоалета, хигиена на новороденото. Ке зборуваме поконкретно за школата, но претходно уште едно прашање ме интересира, верувам дека и вашите пациентки, оние кои што се заинтересирани, ќе ги интересира тоа прашање и одговор поточно од вас. Кога практично секоја бремена жена треба, во која гестацијска недела да ја почне да ја посетува оваа школа? Најидеално е после 27-та недела, гестацијска недела, значи да ја посетуваат школата. Секако со одобрение на гинекологот, акушер кој што ја води нивната бременост, значи ако постојат некои причини кои што се работи, например, за патолошка бременост, некоја им постојат некои причини кои што спречуваат таа посета во школата, да дојдат и да ја посетат школата за психофизичка припрема, тогаш не би требало да дојдат. Значи се ипак со совет од лекарот, гинеколог, акушер.
кој што ја прати нивната бременост. Дали вашата болница плодност е отворена, се разбира, за вашите пациентки, но и за оние кои што не се ваши пациентки за да ја посетуваат оваа школа? Отворена е за сите пациентки кои што сакаат да дојдат и да ја посетат. И школата за нашите пациентки е бесплатна, така да можам да кажам дека имаме многу голем одзив, не само од нашите пациентки кои што доаѓаат на контрола во нашата болница на лекување, на контрола и пратење на бременост, него и пациентки кои што не се наши, значи водат својата бременство на друго место. Рековте дека во 27-та гестацијска недела е најповолниот или најпрепорачаниот период кога треба да се почне посета на оваа школа и психофизичката практично подготовка на бремената жена. Што всушност опфаќа оваа школа? Програмата како е предвидена и во колкав термин практично, колку временски таа трае? Така, ние сме еден тим, да кажам, во болница Плодност, кои сите вложуваме, значи, напори да го намалиме стравот од самиот чин на раѓање кај трудницата. Тимот е составен од 2 сестри со висока стручна спрема, една од нив сум јас. И работиме по програма на УНИЦЕФ, по програма која што ја превзедов, мислам ја зедов од Австралија кога бев. И што во глобални рамки сигурно е препорачена и референтна во моментов. Нашите гинеколози исто се учествуваат на часот за психофизичка припрема на трудниците. Нашите анестезиолози исто така. Така да, како еден тим, сме, да кажам, вложуваме напори да им го психофизички да ги припремиме за самиот чин на раѓање кога ќе дојди, а и за после тоа нормално, затоа што тука самите часови се 8 на број и офаќаат акушерски дел, каде што им ги објаснуваме на трудниците, на бремените жени, кои се знаците за раѓање, кои се патолошки знаци, кои се нормални знаци што ќе се јават, значи кои се првите знаци за раѓање и какви се. Имаме техники на дишење, кои што се трудиме да им укажеме како правилно треба да ги користат техниките за дишење. Исто така ги прават вежбите за карлично дно или кегеловите вежби. Имаме масажа на самите трудници за олеснување за време на болките, значи кога е првото родилно доба време, како да им се олеснат тие болки. Исто така болките се олеснуваат и со тоа што ќе се сконцентрираат на техниките на дишење. Кои што претходно ќе им ги објасните. Да, претходно објаснати. И во овој дел има и значи подготовка за самата трудница која ќе дојди во нашата болница, да знае, значи, со што ќе се сретни, термините кои ги користи персоналот, се запознаваат со персоналот, се запознаваат со болницата, значи со одделите, акушерскиот оддел, неонатолошкиот оддел, родилна сала, така да стекнуваат некоја доверба, сигурност многу повеќе од претходно. И кога ќе дојдат за раѓање, пошто веќе се му е познато, тие се осеќаат многу пријатно и многу сигурно. И тој страв, можеби и стрес кој што го споменавте, е елиминиран или сведен на минимум кај бремените жени. Да. Гледаме, да, повелете. А со тоа што од страна на анестезиолозите, значи кога се на предавањата, на излагањата нивни, им поставуваат прашања, значи едукацијата интерактивна, тие можат да поставуваат прашања, се води дискусија, им се објаснува за анестезиите кои се користат во нашата болница Плодност и најчесто се заинтересирани за епидуралната аналгезија, која или безболниот пороѓај, за кој веќе зборувавме претходно. Да. Безболниот пороѓај, така да можам да кажам дека 70% од бремените жени кога ќе дојдат за раѓање, родилките ја користат епидуралната аналгезија и се многу задоволни. Значи голем благодет за родилката што постои една таква можност да ја искористат епидуралната аналгезија, да се олеснат болките негде за 70-80%. Да не чувствуваат јаки болки. Со тој се намалува стравот, затоа што се сигурни дека
има помош што може да им се пружи, помош, така на кого се оставени или кој се грижи за нив. Така, да. Гледаме некои снимки од вашите практично вежби во позадина и почитуваните гледачи може да видат. Она што ме интересира уште во однос на психофизичката подготовка на бремените жени, сигурно не изоставен е фактот дека секоја жена доаѓа со одредени прашања, сомнежи, некогаш споредби. Како вие се справувате со тоа? Многу често сигурно нели можеби викаат мојата соседка или моја роднина така и така се породи, дали мене тоа ќе ми се случи? Па јас мислам дека стравот кај родилките, кај трудниците, кај бремените жени најмногу иди од таа гледна точка. Значи секоја жена различно го доживува раѓањето, така да не би требало да слушаат различни искуства, затоа што индивидуално е. Секоја бремена жена секоја бремена жена, па и дури жена која што родила еднаш, вториот пат сигурно нема да види исто раѓањето како и првиот пат. Така да не се базираат на тоа која како поминала на пороѓај. Што и се случило, можеби. Така, да. Позитивно или негативно, се е тоа индивидуално. Да. Добиваат разни совети во школата. Еве кој првиот совет кој што им го кажувате вие како главна сестра? Јас им кажувам... Сигурно многу работи им кажувате, да. Значи, Еве да споделите нешто во оваа прилика со нас. Секогаш кога ќе најважно мислам дека за нас е било каков проблем да имаат, обавезно да се јават на гинеколог. Значи да дојдат редовно да ги прават контролите кај гинеколог акушер и тие меѓу нив, значи во школата си се дружат, си комуницираат, си се договарат, си разменуваат искуства и секоја си кажува така за претходниот преглед како поминала, што поминала, си споделуваат искуства кои витамини ги пие, па каков и бил хемоглобинот последниот пат. Така да има многу совет, имат многу прашања, се повторуваат прашањата, меѓутоа имат многу прашања на кои што добиваат одговор, затоа што ви кажав и гинекологот присуствува на еден од часовите, не можат и него лично исто да го прашаат за се што ги мачи и имаат некој проблем. Поготово поставуваат прашања околу доењето, после тоа околу негата и тоалетата на новороденото, добиваат информации за тоа каква, например, треба да биде температурата дома кога ќе се вратат во просторијата кај што ќе престојува новороденото. Еве каква треба да биде, веднаш ќе им одговориме. Да. Дали иста како останатите членови од фамилијата? Во иста температура? Иста, да. Со тоа што не треба да го препокриваат многу, да го облекуваат многу новороденото, така. Да биде 21 степен, 22, нешто малце потопло кога ќе окапат. Меѓутоа да не е 30 степени натре во просторијата, да се преплашени дека бебето ќе настини ако е пониска температурата од 28 или од 30 степени. Водата исто така каква треба да биде, дека треба да биде 1 степен само повисока од нашата нормална телесна температура, значи 38 степени. Значи ни претопла, ни престудена, така, или премногу студена. Би сакал за момент, почитуваните гледачи, да ги повикам 2600-373 и денеска вие сте тие кои што треба да ни ја разубавите емисијата и дополнително да прашате доколку нешто ве интересира, слободно јавете се, отворени сме за ваши јавувања, а она што сакам да го повторам дека денешната тема психофизичка подготовка на бремени жени ја обработуваме со дел од стручниот тим на специјалната болница Плодност од Битола, која што воедно и ИВФ центар за асистирана хумана репродукција, инаку plodnost.com.mk е нивната интернет страница на која што секојдневно имате информации и се ажурираат новите информации и вести кои што таму се наоѓаат, а телефонскиот број за сите ваши прашања и закажување на третмани и термини е 047 208 880 и 047 208 881. Денешна ваша гостинка во Фактор здравје е главната медицинска сестра во Плодност Битола, господја Ребека Алексовска. Рековте вие дека освен советите пред раѓањето и подготовката, многу важна и подготовката или советите по раѓањето, односно после поминувањето на моментот на раѓање, но следното прашање по првиот гледач ова попладне. Добар ден, ви посакувам. Ало. Добар ден, господјо. Добар ден. Од каде се јавувате? Јавувам од Битола. Од Битола за Битола? Да, од Битола за Битола. Многу ми е драго што сте со нас и повелете со прашање. Така, јас би сакала да испратам пофални зборови до гостинката. Благодариме. Нешто да прашате? Јас сум мајка веќе
пациентка нивна посетува школата и дали ви помогна таа школа? Што научивте практично вие? Што ве советува? Да, помогна за нормално породување, иако не се породи во болницата плодност, али сепак ми помогна школата за нормално породување и би сакала голема благодарност да изразам и до другата сестра Љубица Петровска, која што навистина многу ми помогна со Ребека за правилен и нормален пороѓај. Благодарам. Пофални зборови. Да, благодарам господје и убаво попладне и вечер во Битола ви посакуваме. Фала, благодарам и пријатно. Пријатно. Ова само го потврдува она што претходно го споменавте, дека плодност Битола буквално за сите бремени жени е отворена. Она што ме интересира, што го почнав како прашање е после породувањето. Дали вие како главна медицинска сестра сигурно имате контакт со жените кои што се породиле, со новороденчињата, што понатаму, што ги советувате по доаѓањето дома? Споменавме температурата, понатаму споменавме дека водата за капење колку треба да биде, доењето го споменавме, други аспекти. Доењето е многу важно. И мислам дека представува најголем проблем ако мајката која ќе почни со доењето, дојките значи граѓите да не се спремни за доењето, значи има начин на провоцирање или начин на третман. Да, на третман за припрема на самите дојки за доење и ние нормално во школата им укажуваме на начинот на кој треба да ги припрема дојките за понатаму да немаат никакви проблеми кога ќе треба да се почне со доење. Да го слушаме уште следниот гледач, ќе се вратиме на вашето излагање. Добар ден и за вас. Добар ден. Повелете господје и вие, добре дојде, ви посакувам срдечно во Фактор здравје. Благодарам. Се јавувам од Битола. Пред се сакам да поздравам вашата емисија, навистина сте прекрасни. Редовно гледам. Благодарам. Поздрав до вашата гостинка Ребека. Прашања конкретни немам, меѓутоа она што сакам да го споделам е моето искуство со школата за трудници во болницата Плодност. Инаку сум мајка на 6-месечна принцеза, а притоа сакам да споменам дека ја посетував школата за трудници, која навистина, верувајте, нуди многу совети, вежби кои што ми помогнаа баш во најсвечен чин на породување. Па сакам да им препорачам на сите трудници, доколку имаат можност по нивните болници, да ја посетат истата оваа школа. И само еден поздрав сакам да упатам до најдобрата и верувајте најобучена инструкторка Бубе, како и до сестрата, значи главната сестра Ребека и до целиот стручен тим на болница Плодност. Ви пожелувам со многу добра работа и стручна да продолжите и понатаму. Фала многу. Благодарам господи, поздрав до вас и до ценетите граѓани од Битола. Ево само потврдува дека многу жени кои што се породиле и не се породиле кај вас ја посетувале школата. Негде околу 1000 жени во школата. Тоа сакав да ве прашам колку поминале досега. Да, така да повратно имаме анкетни листи кои им ги даваме на крајот од кога ќе заврши едукацијата во и психофизичката припрема на бремените жени, така да повратниот одговор е секогаш позитивен. Тие се многу задоволни и бараат можда и уште повеќе часови да има, уште повеќе, значи да им се посветиме многу повеќе отколку во тие 8 часа само што ги држиме сега како една комплетна, да кажем, едукација, психофизичка припрема. Оно што е важно и што е карактеристика на целиот тим на болницата Плодност од Битола и ваша вклучително и актот или моментот на доедуцирање и следење на сите светски трендови кои што се моментални и кои што ги обновувате и применувате со вашите пациентки. Чинам дека и тоа е од голем бенефит или полза за вашите пациентки. Да, тоа е, мислам, се што е офатено во самата школа за психофизичка припрема, ние го спроведуваме и после пораѓајот, така да сме и за време на раѓањето, значи и после раѓањето, се што се кажува и се што е новина, да кажам, го имплементираме после и во школата и за време на раѓањето и после раѓањето. Со тоа што еве како една новина, да кажам, не е новина, меѓутоа новина е за нас затоа што сега почна да се користи ова година и пол откога почна да работи болница Плодност, епидуралната аналгезија. Така да има многу новини
Тоа е една од нив. Така, тоа е една од нив. Во целиот тек на разговорот не ги споменавме мажите или партнерите на жените или бремените жени, бидејќи тие не се директно можеби вклучени во оваа школа, но индиректно, јас пак би рекол директно посакуваат, да, многу се одговорни и да треба да ја поттикнат и поддржат родилката практично. Ние сме поќе концентрирани на самата бремена жена, така да некако во втор план е појакиот пол, да кажам. Но не значи дека не им давате совети? Не, обавезно да, значи им даваме и совети и сме имале сопружници кои присуствувале на часовите, меѓутоа тоа е мал број. Имаме уште еден гледач да го слушнеме. Добар ден и за вас ви посакувам. Добар ден. Добро дојдовте и вие во Фактор здравје ова попладне. Да ви посакам добар ден. Благодариме, господи, и ние вам ви посакуваме. Вакви мисли би било убаво за да се применуваат и самите жени кои ево некои работи не ги знаат, да вистина се упатат до установата за да му биде полесно и самиот пороѓај и пред пороѓајот. Сега би прашала и би ја поздравила Ребека, главната сестра, дали би имало психички пред забременување. Например, дали психата, дали во сето ова, пред да забремени девојката, би имало исто вака, како што има психичка припрема за пред... Да, психичка припрема пред зачинување. Од има многу млади, од преголема жилба, некако самите тие знаат, се стегаат, знаете, очекуваат и сето тоа влијае вистина врз самата забременост. Да, благодарам господјо за прашањето, убаво прашање. Да, практично прашање, кога се планира така, бременоста? Ние имаме, значи јас не сум стручно лице кое што може и психички да ја припреми личност или да, така, или да кажам да поразговара, не само да ја припреми, затоа што тоа е еден можда подолг процес и повеќе пати би требало да се обрати кај постручни личности, кои соодветни психолози. Имаме психолог кој што е запослен во нашата болница и би можела да им помогне на пациентката, а и на други пациентки кои што имаат такви проблеми. Кај нас во нашата болница знаете дека инвитро тоа е, го имаме како еден дел од целината плодност и имаме многу парови кои што доаѓаат со истиот проблем, значи дали можат или не можат да забремени, не може да забремени жената, така да психичкиот дел е многу важен. Позитивната мисла би рекол тука. Позитивната мисла и би требало вистина да се обрни внимание и на тоа. Онаа позитивност која што вие лично носите, барем јас сум ја забележил и ја чувствувам кај сите ваши колеги кои што поминале овде во Фактор здравје и кои што веќе и од следниот месец повторно ќе доаѓаат. Ако немате што да додадете, јас срдечно ви благодарам за денешното гостување во Фактор здравје. Ви благодарам и јас. Ви благодарам што се надевам дека ќе биде посетен и понатаму школата и ги повикувам сите бремени жени да дојдат и да ја посетат, затоа што вистина ќе им биде од корист ваквата психофизичка припрема. Овие совети кои што ги дадовте сигурно веќе наидоа и ќе најдат на корист кај нашите ценети гледачи. Поздрав до целиот ваш тим во Плодност Битола и среќен пат и враќање ова попладне дома во Битола. Благодарам уште еднаш. Тоа беше гостувањето на главната медицинска сестра господја Ребека Алексовска од специјалната болница Плодност од Битола, а во однос на сите останати информации за кажување на термини, стручниот тим на оваа болница 24 часа ви стои на располагање на 047 208 880 и 047 208 880.